Околу 1 од 100 децата под 9 години се редовни пушачи, а дури 4 од 100 децата на оваа возраст постигнуваат по првата цигара. Да ја пробаат првата цигара, децата најчесто се одлучуваат на 15 години, а дури 5 од 100 деца на таа возраст пушат секојдневно. Кај оваа возрастна група 38,4% се изјасниле дека пушеле во текот на животот. И натаму цигарите се повеќе порок на мажите отколку на жените. Имено од децата на 15 години кои секојдневно пушат, 8 од 100 се машки, додека 6 од 100 се женски. Ова се резултатите од најновото истражување кое го спровеле лекарите од Институтот за јавно здравје во текот на 2015 година, а кои беа презентирани по повод Светскиот ден против употребата на тутун кој што се одбележува денеска. Пушењето цигари и покрај тоа што сите знаат дека влијае штетно на здравјето на човекот и представува причина за појава на многу заболувања. Се почесто го имаме не само кај повозрастните, туку и кај младите лица. Согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари, од 1 јули предвидено е поскапување од 3 денари за кутија цигари, а битолчани, оние кои ги анкетиравме, се надеваат дека со поскапувањето на цигарите ќе се намали бројот на пушачи во Македонија. Не можеме да го намалиме пушењето, бидејќи сме навикнати. 25 години пушам цигари, како ќе го намалам пушењето? Ако не се продаваат цигари, ќе го намалиме пушењето. Значи цената, зголемената цена на кутијата цигари нема да влијае во секој случај на вас, така? така? Влијае, бидејќи сме зависни. Тоа е исто како дрога да ние, нас. Ако нема цигари да не се продаваат по продавниците, ќе намалиме. Ако се продаваат, пак ќе почнеме да пушиме. Не може никој тоа да го запри и тој што е навикнат да пуши, не може да застани да не пуши. Тоа е исто навика, тоа во крвта ни е влезено. Не сум пушач никој пат. Не знам за тоа, како да ви одговорам. Мене ми смета, човекот да пуши, мене ми смета чадо. Треба да се намали и за ова, како да ти речем, за воздухот, за ова. Треба да се намали. Пушењето е за организмот некористно, никотин, отров, главата. Никој пат не сум пушен. Па мислам да би требало да се намали тоа, јоти е штетно за организмот. Тоа е, би сакала да се намали. Тоа е многу јасно. Не е точно тоа. Дека кај да се продава или нема, тој мора да се намалува. Зошто? Затоа што е тој убиството за душата на човекот. Тоа на сите треба да не биде јасно, оти животот пред нас е да се го живееме, а најмногу вие младите, кои што во растостве сега, да уживате на тој живот. Тоа е животот. Да го одбиеш тутунот, да одбиеш ракијата, виното. Јас работев тутун, но само го допирав со игла да нижам, а не да го клам на душата. Здрав, најздрав 85 години. Тие што пушат нека кажат дали може да го намала, дали не може. Ние не пушиме, да. Ние не пушиме. Дај Боже да намали. Ама сега и поќе жените пушат од мажите. Може ќе намали кај некој што е совесен, што не му се дават пари. Мотото на Светската здравствена организација, под кое годинава се одбележува Светскиот ден против пушењето цигари, е апел до сите земји: бидете спремни за едноставни, обични пакувања на цигарите, што значи забрана или рестрикција на употреба на лого, слики, пораки и слично на кутиите за цигари. Ова ја намалува атрактивноста на пушачките продукти, ја ограничува примената на кутиите како место за информации и податоци и ја зголемува ефективноста на грижата за здравјето.